Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Околу 220.000 денари планира да потроши општина Кочани за дополнителна набавка на обувки за интервенција и за подкапи за вработените во противпожарната единица. Последната набавка на работни униформи беше реализирана на почетокот од годината, а во тек е тендерската постапка за новите заштитни средства. По околу 10 месеци од последната набавка, кочанските пожарникари ќе добијат дополнителни заштитни средства за интервенции на терен. Локалната самоуправа на Кочани го објави тендерот со кој бара фирма што ќе обезбеди противпожарни интервентни чизми и подкапи за заштита од високи температури. При тоа услов е тие да ги задоволуваат одредбите во правилникот за видот и изгледот на униформите. Тоа значи дека чизмите треба да исполнуваат соодветни стандарди за заштита на лицата при извршување на нивните задачи, односно да бидат изработени од кожа, да имаат антистатични карактеристики, заштита од пробивање, ѓонот да штити од топлина и пролизгување, како и да имаат други заштитни карактеристики за нозете предвидени со посебен стандард за квалитет. Од добавувачот се бара да обезбеди и подкапи, што ќе се вклопуваат со заштитната маска и ќе обезбедуваат заштита на главата и вратот од топлина и пламен. Освен тоа, хемискиот состав на материјалот треба ефикасно да штити од хемиски супстанции и при високи концентрации во случај на прскање. За набавка на 17 пара интервентни чизми и исто толку заштитни подкапи за кочанските пожарникари, локалната самоуправа планира да потроши околу 220.000 денари од сопствениот буџет. Веќе тече огласот за прибирање понуди од заинтересираните фирми и истиот трае до крајот на оваа недела. Доколку се помине во ред и на тендерот се пријават понудувачи кои ќе ги исполнат бараните услови во спецификацијата, се очекува најдоцна до почетокот на идната година да биде извршена и набавката. Со тоа ќе се реши проблемот со недостиг од соодветни обувки и заштитни подкапи што се неопходни за пожарникарските интервенции на терен. Средното општинско училиште Гошо Викентиев во уште еден заеднички проект со компанијата Amphenol Technology Македонија. Станува збор за проектот од образование до вработување, финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка, а преку кој учениците се обучуваат со практични знаења за подоцна да се вработат во компанијата која им нуди сигурно вработување. Amphenol го уреди и кабинетот, односно така наречениот тренинг центар за пракса и обука на идните млади кадри. Средното општинско училиште Гошо Викентиев продолжува со склучувањето договори за соработка со фирмите и институциите од Кочани за реализирање практична настава на учениците, за што добиваат и финансиска надокнада. Со средства од Швајцарската агенција за развој и соработка, училиштето се вклучува во заеднички проект со Amphenol Technology Македонија под наслов од образование до вработување. Преку проектот се обучуваат ученици кои подоцна ќе бидат вработени во компанијата Amphenol. Amphenol меѓу другото и финансиски помогна за подготовка на така наречениот тренинг центар, во кој учениците ќе се обучуваат за работа во компанијата. Да изразам голема благодарност до директорот на компанијата Amphenol за донацијата на средства и средувањето на кабинетот, во кој што се наоѓаме моментално. Станува збор за инвестиција релативно поголема, за нас во секој случај добре дојдена. Средување на кабинетот комплетно, со тоа што полека, но сигурно стануваме добри социјални партнери и се надевам дека во иднина ќе станеме и регионален центар за обука на сите стручни кадри што ќе ги продуцираме како училиште. Кабинетот се користи за пракса на учениците, воедно се користи и за обука на сите идни кадри кои што ќе влегуваат во компанијата Amphenol. Се надевам дека ќе имаме добра соработка во иднина. Почнавме добро минатата година и мислам дека ќе продолжиме понатаму. Бенефитот е обостран. Училиштето ќе им обезбеди нови млади кадри способни за работа во фирмата, а од Amphenol ќе им понудат усовршување преку обуки и најсовремени методи на работа и сигурно вработување. Јас сум благодарен на средното училиште и на директорот Савев со кој што имаме одлична соработка и мислам дека веќе ова е партнерски однос кој и не гледам причина дека се поставени основите за да функционира долгорочно. Прво почнавме со еден проект со USAID заеднички, во кој што имавме една група на ученици кои ги вработивме,
кај нас во Амфенол. Продолживме со редовната пракса на учениците од средното техничко училиште, така да во овој кабинет и овој тренинг центар ја обавуваат и редовната пракса. И сега најново е проектот кој што го имаме со швајцарската агенција, проект за подобрување на образованието, во кој што носител е Амфенол и партнер наш е средното техничко училиште со Ѓошо Викентиев. Очекувам дека соработката ќе продолжи и во иднина и дури ќе се зголемува и подобрува. Мислам дека кадрите, не мислам, него сигурен сум дека кадрите кои што ќе го поминат овој тренинг центар и кои што успешно ќе поминат обугата, ќе бидат сигурно вработени кај нас и ќе имаат предност во однос на тоа и на вработување и во однос на подобри позиции, односно пософистицирани вештини. Мислам дека ова е една ситуација која што е најмногу добре дојдена за младите, имаат можност да се надградуваат во текот на нивното школување, имаат можност за сигурно вработување и сигурно напредување и усовршување во процесот на работа на Амфенол. Така да генерално ќе се трудиме да предност и предимство имаат тие ученици и невработени лица, бидејќи проектот со швајцарската агенција ќе го објасни колешката од човечки ресурси е наменет за тие лица, така да овој тренинг центар всушност добива еден животен век кој е перманентно исполнет во текот на редовната настава. Учениците обавуваат редовна пракса, а во текот на празници и полугодишни одмори ќе објавуваме обука на вработени, на невработени лица од 19 до 29 години, така да мислам дека апсолутно искориственоста е максимална и мислам дека ова е една работа која што е за пофалба и голема благодарност секако и до професорите и до раководниот кадар на средното училиште. Во врска со проектот од 18 до 29 години, значи младите невработени лица ќе ни бидат целна група за овој проект и исто така очекуваме голем одзив и повеќе од 30 луѓе да имаме обучени, а повеќето од нив сигурно дека ќе бидат вработени на позиции со како сетери, техничари за одржување, во исто така во секторот за квалитет имаме постојано потреба од кадар. И од двете страни очекуваат резултатите и ефектите од соработката да испливаат на површина за доста краток временски период, но тоа се покажа и досега од неколку годишната соработка на училиштето со оваа компанија. На крајот од промоцијата на проектот, компанијата Амфенол додели благодарница на директорот и професорите за успешната соработка со училиштето. Социјалниот клуб за лица со интелектуална попреченост во Виница, кој беше отворен во мај годинава, ги презентираше резултатите од своето работење со изложба на новогодишни декорации. Половина година од отворањето, Социјалниот клуб за лица со интелектуална попреченост ја отвори и првата изложба на рачни изработки и цртежи како прво официјално чествување на Меѓународниот ден 3 декември. Големо ми е задоволството што денеска сме во Виница, сите собрани, сите релевантни фактори од општината, да го одбележиме Меѓународниот ден на лицата со попреченост, токму во нашиот социјален клуб, кој што социјален клуб функционира нешто повеќе од половина година и едно прекрасно место за дружба, социјализација на лицата со интелектуална попреченост од Виница. Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Пурака од Виница, заедно со Републичкиот центар Пурака, долги години правеше напори да оформи еден социјален клуб и конечно оваа година во соработка и голема поддршка од градоначалникот и Советот на општина Виница, со нивна поддршка и помош го отворивме овој социјален клуб кој што многу значи за лицата со интелектуална попреченост во општина Виница. Според статистиките на Светска здравствена организација 3 до 5% од популацијата има некаков вид на интелектуална попреченост, така да имајќи го процентот, многу лесно ќе видите во општина Виница колкова е таа бројка, но бројката е уште поголема затоа што интелектуалната попреченост не е само засега само лицето со интелектуална попреченост,
попреченост, напротив, тоа е товар на целото семејство, проблем на целото семејство. Ваквите сервисни служби представуваат олеснување за целото семејство, а бенефит за самото лице со интелектуална попреченост. Социјалниот клуб, кој што е отворен на 10 мај оваа година, работи исклучиво за интерес на лицата со посебни потреби. Сега се одбележувањето на Меѓународниот ден на лица со пречки у развој. По повод овој ден, заедно со лицата со посебни потреби кои што доаѓаат во социјалниот клуб, го одбележавме денот со подготовка на новогодишни украси, кои што они сами го изработуваа. Да имаме опфатено од 5 до 10 дечиња со интелектуална попреченост во овој клуб, кои што доаѓаат 2 пати неделно, вторник и четврток, и кои што се залагаат за подобрување на нивниот општествен живот преку развивање на едукативно-когнитивни активности, практични социјални активности. Исто така пред се сме насочени кон развивање на нивните животни виштини. Во насока на достојно искажување благодарност за поддршката од институциите и бизнис секторот, беа врачени и плакети и благодарници за сите кои ја дадоа стартната поддршка за опремување и функционирање на овој клуб. Либерално-демократската партија одржа политичка трибина во Кучани под називот "Размислувај различно", а на која зборуваше партискиот претседател Горан Милески. Меѓу темите што беа опфатени на трибината се најдоа актуелните политички случувања во државата и за процесот за пристапување кон евроатлантските структури. Политичките партии продолжуваат со своите ангажмани на локално ниво, што се поклопува со престојниот предизборен период. Во тие рамки, Либерално-демократската партија во средата вечерта во Кочани одржа трибина како дел од слични партиски активности што веќе беа организирани во Штип, Скопје и Битола, а по Кочани ќе следуваат уште во 5 градови. На трибината зборуваше председателот на Либерално-демократската партија Горан Милески, кој рече дека целта е да се даде поинакво обележје на партијата во однос на останатите политички субјекти, посебно со оние поголемите. Насловот на трибините е "Размислувај различно", да ја покажеме нашата различност од останатите политички партии во Македонија, особено од двете најголеми, бидејќи луѓето кога ќе бидете долго во коалиција забораваат дека сте различни и секогаш прашуваат по што се разликувате ви од СДСМ, што се разликувате од ВМРО, и тоа е целта на нашите трибини, да се потсетиме и нашите членови, граѓани на нашата идеологија, програма и визија. И да бидеме во коалиција, ние сакаме во таа коалиција да дадеме додадена вредност, да не бидеме беззначаен или да правиме коалиција од која што и СДСМ нема да има интерес и ќар. Сакаме на вистина да вредиме, да додадеме вредност доколку настапуваме, се разбира, коалиционо, доколку настапуваме самостојно, да граѓаните и пред кампањата да не запознаат и да видат. За волја на вистината, овие трибини беа планирани уште во летниот период, кога не се знаеше дека ќе има предвремени избори. Се така се погоди, меѓутоа добро е за едно раздвижување на нашата партија, за раздвижување на членството во сите населени места. Милески истакна дека покрај трибините што ги организира раководството на партијата, активни се и другите партиски структури, како што е Форумот на жените, кои со своји активности се во контакт со граѓаните. Во врска со тоа дали за престојните парламентарни избори Либерално-демократската партија ќе влезе повторно во коалиција, рече дека ваква одлука се уште не е донесена. Одлуката ќе ја донесиме кон крајот на јануари или почетокот на февруари, истата ќе ја соопштиме, се разбира, на јавноста. Премногу е рано да дискутираме за тоа. Еднаш нека се конечно распишат изборите, иако не се сомневаме дека тоа ќе биде 12 април, меѓутоа нека си одат природно работите, да не се брзаме со никакви одлуки. На трибината на која присуствуваа граѓани и партиски членови на Либерално-демократската партија од Кочани, Виница и другите општини, стана збор за актуелната политичка состојба во државата, за процесот на пристапување кон НАТО и Европската Унија, како и за други актуелни прашања. Средното општинско училиште Гошови Кентиев организираше акција за пошумување во училишниот двор. Истата беше организирана од страна на професорите и учениците, а се реализираше на 3 локации околу училишната установа. Акција за пошумување организираа професорите и учениците од Средното општинско училиште Гошови Кентиев. Засадени се околу 100 садници зимзелени, бор, елки и украсни дрвца
на 3 локации околу училишната установа. Со тоа учениците уште еднаш го покажаа своето залагање за почиста животна средина и разубавување на училишниот двор. Екологијата е застапена често пати на моите часови, не само преку есеи и дискусии, често пати, значи преку поттикнување на размислување, значи како да се подобри животната средина, бидејќи како што знаеме, ние повозрастните генерации веќе оставивме некој руиниран еколошки систем на целата планета и мораме да размислуваме и да ги насочиме младите кон тоа да размислуваат како да го поправат тоа, значи како да за себе да состават една подобра животна средина. Едноставно љубовта доаѓа како индуктивност. Прво кон себе си, кон татковината и кон човештвото. Значи, ако е само кон себе си и кон блиските, тоа би било егоизам. Тоа е целата поента, значи да се направи една смисла и насока на учениците да размислуваат во позитивен правец. Среќа имавме што и кај учениците имаше прием добар, сите беа ангажирани, се посадија денеска 100 дрвца, заедно и со колешката Павлина Атанасова, значи со низините ученици, оваа акција ја преземавме. Секаде каде што се обратив кај бизнис факторите во општината, кај сите за среќа најдов на успешен, на добар прием, значи дека сите сакаат да се подобри состојбата во која што се наоѓа целата наша планета, да се подобри животната средина и многу голема благодарност кон сите што учествуваа како донатори на овие убави дрвца. Највеќе до фирмата Амор, исто така до Алма, шумско стопанство нешто додаде и очекуваме и други бизнис фактори во општината да се вклучат, бидејќи пуштивме барање до повеќе фирми. Учениците и професорите и во иднина ќе продолжат со ваквите активности со цел да придонесат за почист воздух и почиста животна средина. Целта е подигање на свеста кај учениците за почиста и поздрава животна околина, како и нејзино зачувување. Пред љубителите на пишаниот збор во библиотеката Искра беше промовирана книгата Војводата Димитар Каракашев од авторот Ванчо Кацарски. Авторот Ванчо Кацарски книгата за војводата Димитар Каракашев ја пишува повеќе од 30 години и конечно ја доживеа својата промоција. Пред љубителите на пишаниот збор истата беше промовирана. Авторот Кацарски за неа зборува со полно емоции, бидејќи пишувал за неговиот дедо. Јас ја пишувах таа книга скоро 30 и некоја година, од 87. Така да сега начека да искочи на бело видело. И организирах промоција, поканих од Скопје промотор да ми биде и така да малку обележиме Каракашевата чешма, сите знаат, нели? И према тоа за него се работе. Он ми е дедо на мајка ми татко. Така да по роднинска врска морах да напишам книга за мојот дедо. Меѓу присутните на промоцијата беше и внукот на војводата Каракашев Илија Митев, кој исто така со полно емоции изборуваше за неговиот дедо и се радува што излезе книга за него. Голема чест и задоволство го ово доживljavам и многу добро сите што се подржали и што прифаќаат и треба сите такви работи за сите борци, за сите сето минато да се споминјат такви работи. Пошто со тоа обстоја Македонија и така треба да биде. Мислам со тие работи. Тоа е голема гордост, секој да си начека и да, значи со големо задоволство сме го прифаќаме и благодарност за сите што се поддржали до општина и градоначалник и сите. На крајот од промоцијата на сите присутни им беше доделена книга со цел повеќе луѓе да се запознаат со животот на војводата Каракашев. Планинарскиот спортски клуб Осогово успешно го реализираше првиот дел од акцијата за маркирање на патеката од Оризари до селото Пресека. Информативни таблички и планинарски обележја се поставени во должина од 7 километри, а во втората фаза ќе се доврши обележувањето на уште околу 4 километри.
Членовите на планинарскиот спортски клуб Осогово ја реализираа најавената акција за маркирање и бележење на патеката од населбата Оризари до селото Пресека, односно до манастирот Свети Харалампие. Во активноста се вклучија неколкумина најактивни планинари кои работеа на расчистување на патеката и неизино обележување во должина од околу 7 километри. Тоа е прва фаза од соодветното способување на оваа планинарска рута, чија вкупна должина во еден правец е околу 11 километри. Планинарите од Кочани поставуваат таблички и ознаки за да се обезбеди полесно и побезбедно движење на останатите планинари и на граѓаните рекреативци. Според информациите од планинарскиот спортски клуб, поставени се 30 на метални таблички со ознаки за местата каде што има извори за вода, како и за правецот на патеката кон манастирскиот објект, кој располага со кујна, трапезарија и простор за ноќевање. По целата должина на патеката има видиковци и извори на вода за пиење, а дел од неа поминува и низ прекрасни живописни и шумски предели. Целта на кочанските планинари со акцијата за обележување е да се добие уште една патека до интересна локација во Осоговијата до која досега многу малку се изведувале планинарски активности. Во меѓувреме од клубот информираат дека во тек е пријавувањето на заинтересираните планинари и граѓани рекреативци за учество на маршот Скопје водно матка. Оваа акција ќе се реализира в недела во рамки на одбележувањето на Светскиот ден на планината. Почитувани, тука ги извршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.